Идејата тука е дека Господ во неговото создавање не создава мене и тебе и сите други уникатно, и дека тоа е скандалозно, дека Господ не ствара групи на луѓе, туку ствара поединци, а после имаме секое групирање и како некое одземање, на смалување на резолуција, на смалување на палета на бои и од нешто што е шарено и уникатно да се состави, да се направи силуета наместо портрет. И религијата дури би рекол, би се дрзнал да шпекулирам дека религијата ако е без лична вера е нешто што му наштетува на поединецот. Тие црни душата и можеби те тера понатаму, ќе те натера да кажеш па добро, јас ова пројдов така, ќе пробам нешто друго, можеби и ова ќе ми пројде така лесно, можеби и она ќе ми пројде и влегуваш во она тркало каде што веќе почнуваш да ги правиш оние нечесни или неубави работи. Во Библијата ќе најдеме опис на човекот, не на човештвото, туку на човекот, на поединецот, на срцето на човекот, и дека како што Соломон викува во проповедникот, дека нема ништо ново под сонцето освен поединците, ама сепак нашата нарав, како што рече природата, сршта наша останува иста. И јас сум растен традиционално во црква, значи со сите оние големи празници, со почитување, обидувајќи се со некои работи кои што ги правам да му угодам на Господ или да ме види Господ и да ми се смилува. И нели најчесто и она го гледаме, ај ќе направам ова за здравје, ај ќе направам она за да има милост кај Господ, ама едноставно да ми даде здравје, добро здравје. Нели викаме, ако здравјето го изгубиш, ќе изгубиш се, но ние сме, не знам, многу повеќе створени за тоа. Здраво. Здраво. Како си? Добро е. Со оглед на тоа што возев до Лисиче и назад, Safe City си заврши работа. И тоа возеше 1 сат од тука до таму. Возев 1 сат ради тоа што имаше дупка во центар, ама не беше ради тоа што е далеку, некако е многу поопуштено да се вози сега отколку порано. Да. Супер е. Интересно, со Safe City сите се научивме, мислам дека многу брзо од она стравот го чува лозјето. Да. Веројатно тоа и сепак ќе видиме колку добро ќе се однесуваме и во иднина и како ќе функционира сето тоа. Да, и се надевам дека нема само да пратиме по GPS кај ни се камерите, дека ќе се развие нова една навика, пошто баш видов еден со Шкода малку безнееше пак, пошто се знаеше таму дека нема камери. На окей ве човек, ако цело Скопје го возиш па научи дека секаде треба така да возиш. Дај Боже донесе резултати во смисла на помалку незгоди, помалку починати и со тешки последици сообраќајќи. Да, и поопуштено возење. Јас имам возено на секаде и додека бев во Хрватска ми се дешаваше да ја речам на жена ми, ќе излезам да се повозам за да се опуштам. Да. А овдека да излезиш да се изнервираш. Ќе се изнервираш. Со стрес ќе се вратиш изнервиран. Да. И можеби ќе ни помогне барем и за мене лично подобро да планирам. Ако знам до Лисиче, до аеродромот Ѓорче треба да бидам за 15 минути, од сега ќе размислам, окей, можеби ми треба пола сат од таму и ќе возам покултурно. Да, и ке онај муаве што го слушнав од еден пријател, абе не се брзаш, касно си излегол. Тоа е, касно си излегол. Сега да се научиме на време да излегуваме и да возиме според принципите. Како си ти денеска? Добро, одлично. Јас не морав да возам денеска, така да барем од тоа се поштедив. Но... Се плашиш од камери? Се плашам и од камери и не си возам во глобала по сите стандарди, не се брзам или не возам, не дивеам, народски кажано, не дивеам по улиците, гледам да возам секој пат во мерки, но некој пат се случува нели малце кога ќе менуваш брзина да ја надминеш она 50 и баш ради тоа и ми стигна опомена еднаш во менување на брзината, али се надевам ќе се научам јас тоа како да го менаџирам добро. Да, ќе возиме 40 и ќе менуваме на помали обртај. Да.
Океј, супер. Денеска за ова епизода имаме една тема која што ја оставивме или со тоа завршивме минатата епизода, а тоа беше како ние ја живееме нашата вера, по право што е разликата помеѓу вера и религија. Многу често тие теми се мешаат во смисла јас си верувам, не сум религиозен или да, јас си верувам во црква одам, палам свеќа, имаме слава, верувам во Господ, не забегувам, има луѓе кои што викаат јас си верувам во Господ, ама не забегувам, знаеш. Со усул. Со усул си верувам јас. Што значи тоа? Дали ти веруваш само во недела, кога одиш во црква, или само за празници, или како твојата вера те носи и како ја живееш твојата вера во на работното место и во твојот бизнис и во сите односи со луѓето. Така да тоа е многу битна, мислам дека тема да ја разговараме, разликите помеѓу верата и религијата. И еве right off the bat, што би рекли, или на почеток би те прашал, која разлика ти ја правиш или кои се твоите гледишта на верата и на религијата? Доста длабоко прашање. Мислам дека еден подкаст ке ни е малку да ги не само да на брзина да одговориме, туку малку да проникнеме во тоа прашање суштински. Во кратки црти, разликата измеѓу мојата лична религиозност и вера би ја поставил во тоа додека бев помлад. Мене во христијанството ме воведе покојниот ми дедо кој што беше Америка, се врати од Америка, многу големи пари потроши во изградба на црквата, сега да не ја именувам точно. И ме носеше во црква, ми изборуваше за целиот иконостас, зошто е првата таа слика, па втората, па третата, па четвртата, зошто треба да се крстиш и на ваков начин, зошто треба да постиш, зошто ова, зошто она. И значи тоа беше све еден систем на верувања кој што преку дедо ми, црквата, се осеќав како да ми ги наметнуваше. И со тоа наметнување на понашање вакво и вакво, јас се осеќав како да мојата слобода е ограничена. Така да религиозноста ја гледав како рамка, начин на однесување која што ми е наметната, и ради тоа што ми е наметната, ми го смалува моето јас. И одбивност ти ствара. Ти кога нешто ти наметнува некој, тебе те одбива тоа, едноставно ти е поодбивно, веројатно. Поодбивно и се сеќавам посебно во студентски денови, во средношколски, посебно кога ќе не учев, тогаш бев многу голем верник, кога ќе се молев, ајде Господе, само денеска да не ме стани тој по математика или по било шо. Кај што мојата религиозност уствари беше прикажана преку мојот страв. Кај што идејата за Господ беше нешто страно, нешто страшно, нешто големо, нешто кое што гледа на мене со осуда. Додека мојата вера денеска би рекол дека е многу по-лична, кај што не гледам толку многу на формата на практицирање во мојот случај на христијанство, туку во начинот на кој што живеам, кај што односот мој према мојата жена, према моето дете, према моите родители, према моите комши, према моите соработници, према вработените, према клиентите, треба да биде квалитативно на некаков на поинакво ниво, отколку кај луѓето кои што, пример, би имале само религиозност, страв, или би немале ни религиозност. После тоа самиот внатрешно, јас како си се доживувам и согледувам себе си, за тоа моje само согледување да ми го дефинира начинот на однесување, посебно тогаш кога никој нема да гледа. Додека бев религиозен, пак однесувањето беше fear driven, така кажано, а денеска ми е моето однесување ми извира од моите убедувања. Моите убедувања дека да, јас верувам,
дека постои Бог, кој што мене ме створил со некаква цел, ме поставил да бидам баш во ова време и баш во овој простор, во ова место, и за мене постои некаква улога. Во тоа едно општествено, во тој еден општествен пејсаж постои едно празно место кое што Игор треба да го исполни. И повикот мој на мојата вера е таа празнина во општеството да исполнам на што е можно по-добар начин, по еснавски начин, по корисен начин, кај што ќе се дадам себе си и сите мои вредности, способности, интереси ќе ги вложам во ова наше општество за моја корист и за општо добро. Читавам доста би рекол по-филозофски отколку некој длабоко религиозен речник, ради тоа што помалку како да сакам и да избегам од строга религиозност и да останам на тоа ниво дека да, јас верувам, ама не сум верувам во Бог, не во институција. Така некако да го кажам нештото. Како ке тебе? Да, интересно. Да, јас сум растен традиционално во црква, значи со сите оние големи празници, со почитување, обидувајќи се со некои работи кои што ги правам да му угодам на Господ или да ме види Господ и да ми се смилува. И нели најчесто и она го гледаме, ај ќе направам ова за здравје, ај ќе направам она за да има милост кај Господ, ама едноставно да ми даде здравје, добро здравје. Нели викаме, ако здравјето го изгубиш, ќе изгубиш се, но ние сме, не знам, многу повеќе створени за тоа и не значи дека ако го изгубиме здравјето, ние не сме правеле некои од ритуалите или не сме го навредиле Господ, така да малку поинаку почнав да ги разбирам кога почнав на факултет, кога почнав повеќе да се... Јас сум немал такво влијание, како што кажа ти твојот дедо, кој што те носел, ти објаснувал, не било толку силно моето влијание во христијанската вера, но сепак на факултетските денови почнав повеќе да се запрашувам кој сум јас, што е смислата на мојот живот, што е целта на мојот живот, зашто верувам дека секој човек е уникатен и верувам дека секој еден, што го каже ти, он има едно делче кое што во еден мозаик треба да го исполни. И треба да исполни некоја цел во својот живот и со тоа што сме различни, некој поубаво пее, некој убаво црта, некој размислува логички, некој е креативен во друга смисла и секој оној кој што ќе надополни некој дел ќе создаде едно поубаво и општество, едно поубаво дело на крај. И почнав да ги размислувам тие теми, тие разлики, бидејќи нели религијата ние сакаме да досегнеме до Бог, да му угодиме на Бог, за на крај ние нешто да добиеме и сето тоа се сведуваше на некои ритуали, на обичаи, на идентитет. Јас сум од тој, јас сум во таа и таа црква или некои разлики кои што мене ми представува, не ми дава одговор конечен. И веќе во факултет почнав да размислувам повеќе на тие теми, почнав да правам по јасна дистинкција дека верата е моја лична врска со Господ. На некој начин, да, треба да веруваш дека пред се има некој создател и како да ја растеш таа врска со оној создател. Јас лично верував и верувам дека сум создаден уникатен, дека Бог е оној кој што ми давал уникатни вештини и нешта во мојот живот и сега се уште учам како да живеам со тие, како да ги исполнам што точно е она што ја викаме Божја волја за мојот живот. И се надевам дека со самото тоа читање, практикување, едноставно на лична врска која што можеме со Бог да имаме преку Библијата, можеме да дознаваме повеќе за себе си. Мене ми беше многу фасцинантно кога почнав да ја читам како една книга пред толку многу години напишана, поготово оние изреките, Соломонови изреки, ми беше многу јако. Прв пат кога се сеќам
кога почнав да ги читам, дека ми беше толку јако како проникнува длабоко во душата на човекот и она што го кажува за човекот, за алчноста, за завидливоста, за препирањето, за сите оние работи, дека и денеска го гледаме тоа. Без разлика, човекот во тие работи не напредувал. Се уште е истиот оној човек кој што бил и во тоа време, ги правил истите работи, во тоа време ги прави и денеска. Значи, тоа ми беше стварно фасцинантно кога ние гледаме, да, денеска ние сме многу понапредни, имаме телефони, компјутери, вештачка интелигенција, роботи, но во нас останало она истото што било од памтивек или од створувањето, од создавањето на од создавањето на светот или пак падот, ако го гледаме тој момент. Така да тоа е нешто кое што мене ми помогна со градење на лична врска со Господ, каде што јас ќе сознаам повеќе за себе си и за мојата вредност во фамилијата, во кругот на пријатели и во општеството и државата. Бидејќи овој подкаст се врзува со работа, нели вера и работа, како ние ја живееме нашата вера, не ја оставаме во понеделник во 7 во 8 сабајле ја оставаме мојата вера, го терам до петок животот или до сабота како што сакам, недела ќе го посветам на Господ. Да, интересно е ово што го спомна дека човештвото не напреднало, земајки ги поговорките од цар Соломон, тоа беше мислам 700 години пред нова или така нешто. Што мислиш, дали тука би рекле дека човештвото не напредна или едноставно луѓето останаа исти без разлика на технолошкиот напредок? Да, има, не знам како да го дефинирам тоа, сепак има нели технолошки напредок и секоја нова ера си носело веројатно ново, кога се измислиле некои алатки за копање кои што биле подобри отколку да копаш со раце, тоа било многу добар напредок. Како денеска имаме некои алатки кои што пред да се создаде, не знам, Word, Excel, тие некои алатки кои што се користат денеска, било потешко сето тоа, но сепак верувам дека и она што го кажал ми се допаѓа многу, во тие пословици, нема ништо ново под сонцето, каде што е све исто, бидејќи ние сме се уште истите луѓе, ние сме се уште оние истниот наравот, исто действуваме и ние иако напредуваме технолошки, патуваме побрзо, летаме, сработуваме дел од работите, попродуктивни сме него што сме правеле порано, сепак сме истите луѓе. Сепак е истото наше размислување, сепак е истиот наш поглед према работата, нели, каде што вика со мачење ќе одгледуваш земјата и таа ќе ти раѓа трње. Истото и денеска ние некако гледаме со мачење на работата. Тоа го зборувавме минатиот пат, дека некој пат гледаме работата е мака, се додека не откриеме зошто работиме. Добро, мислам и дека и кога би осознале зошто работиме, дека таа премиса дека ќе работиш и не секогаш резултатите ќе се она што го сакаш, мислам дека тоа ќе си остани сепак. Со тоа што разликата тука би била дека читаме некоја стара книга која што е пишале нели Библијата не е само напишана од некој, туку е, мислам дека преку 1500 години период, опфаќа и валја околу 100 различни автори, се го спомнавме Соломон, Давид, татко му исто има пишувано, после се нели апостолите, меѓу нив се пророците. Сите тие луѓе го просматрале, го перцепирале светот во кој што живеат и луѓето со кои што се обкружени, и можеме дури да кажеме дека таа Библија, таа збирка на книги, библиотека е, Библијата е прва мала библиотека, онај pocket size библиотека, дека усвари во Библијата ќе најдеме опис на човекот, не на човештвото, туку на човекот, на поединецот, на срцето на човекот, и дека
како што Соломон викува во проповедникот, дека нема ништо ново под сонцето, освен поединците, ама сепак нашата нарав, како што рече природата, сршта наша останува иста. И дека е подобро да се поучиме од некоја стара книга која што го издржала тестот на времето, Така. отколку да ги повторуваме сите грешки на своја кожа и наново да ги учиме старите научени работи. Дека не знам како беше муабето, дека само будала учи собствените грешки, Да. останатите учат од туѓите. Од туѓите. И тогаш нашата религиозност или нашата вера би била уствари сведена на тоа ептен практично ниво, дека читаме и се поучуваме од туѓи грешки, за да не ги повторуваме, и тоа што знаеме дека кога еден поединец ќе погреши, посебно поединец кој што е на некаква функција, јавна функција, дека тој не греши или не ги прави своите грешки во изолација. Дека секоја една погрешна постапка уствари го повлекува цело општество со себе. Колку е повисока позицијата, толку е поголем падот, нели, како Да. што се вика. Дефинитивно тоа, нели, има и многу, кога зборуваме за Библијата, има многу случаи каде што владетели, цареви кои што биле на функција поради нивни грешки, дури и целите царства пропаѓале. Тоа и денеска се случува, цели влади паѓаат, цели држави поради можеби лошото владење на политичарите или водење на државата на политичарите. Но сепак како би ја направиле подлабоко таа разлика, таа дистинкција, да не се, зашто гледам дека во разговори со луѓе се мешаат тие термини религија и вера. И за нашиот подкаст да го дистанцираме тој и да размислиме како би го опишал тој момент, како можеме да ја направиме таа разлика за да ние можеме на работното место да ја живееме нашата вера. Па би рекол дека во моментов моето толкување, објаснување на тоа прашање би било дека верата е нешто лично, составен дел на секој ден, значи тие се мои уверувања, мои убедувања, некои максими спрема кои јас се обидувам да живеам. Не дека секогаш ќе го исполнам тоа уверување и верување, не дека секогаш во секој еден момент ќе успеам да живеам под наводници како добар христијанин, ама барем циљам, гаѓам на таа повисока цел. Религијата е би било некоја израз на припадност. Дека ако си македонец, по дефолт си православен христијанин, дека си албанец, дека си по дефолт муслиман. Со тоа што тие наши дефолти сами по себе се не секогаш точни. Познавам луѓе кои што се од Албанија православни христијани. Познавам луѓе од Албанија кои што се католици. Така. Познавам македонци кои што се католици. Познавам македонци кои што се муслимани. Така да тие груби и ограничувачки поделби на тоа на околу терминот религија, мислам дека се повеќе штетни отколку корисни и повеќе ни градат некој трајбализам, некој однесување на психологија на толпа, кај што јас ради тоа што сум таа и таа религија, треба да се однесувам на таков и таков начин. И тогаш се губи поединецот, додека во верата поединецот излегува на поголема површина. Имаше една идеја на англиски, барем така ја слушнав, the scandal of particularity. Идејата тука е дека Господ во неговото создавање не создава мене и тебе и сите други уникатно, и дека тоа е скандалозно, дека Господ не ствара групи на луѓе, туку ствара поединци, а после имаме секое групирање и како некое одземање, на смалување на резолуција, на смалување на палета на бои и од нешто што е шарено и уникатно да се состави, да се направи силуета наместо портрет. И религијата дури би рекол, би се дрзнал да шпекулирам дека религијата ако е без
лична вера е нешто што му наштетува на поединецот, и тоа што го му ја одзема уникатноста и го става во кутија. И во таквата кутија ти како поединец се однесуваш онака како што ќе ти каже твојот водач, дали е политички водач или во случајов, значи правиме муаве за религија, значи религиозниот водач. Да. И тогаш ти се тераш да не размислуваш со свој ум, а велиме дека секој еден човек е створен по Божје наличие уникатно. Така да мислам ќе ги правиме тие муабети по опширно, али ето една од тие дистинкции религиозноста те прави да бидиш како другите, без да размислуваш со своја глава, а личната вера па те предизвикува да најдиш начин да си го одговориш прашањето кој сум јас во овој свет и што треба да работам, што треба да направам. Да, и она што го кажа со оној идентитет, често пати религијата се поврзува со онаа наследност. Дедо ми беше поп, татко ми, јас сега, наследно ми е, јас сум христијанин. Или беше свештеник и сега јас сум исто така верник или сум религиозен според нив, но има многу случаеви каде што родителот бил верник, бил поп, бил свештеник и на крај детето воопшто, он е атеист. Воопшто не ни верува дека постои, ниту живее таков живот. И тука е она разлика што верувам дека ќе ни објасни дека тоа е индивидуално, кој што кажа, тоа е нешто помеѓу мене и Господ, не е наследно, не можам јас на моите деца со сила да им кажам, вие верувајте во тоа. Јас можам со сила да ги натерам да отидат во црква, да направат нешто, нели, од тие ритуали, но не можам со сила да ги натерам да веруваат. И она е таа, барем за мене, тоа објаснување на разликата, каде што не е наследно, тоа е нешто твое лично, и тоа е помеѓу тебе и Господ, и таа твоја вера треба да те менува на работното место, да те менува во односот со сопругата и да те менува во односот со пријателите, со родителите, со сите они околу нас, нели, како што вели вторијата Божја заповед, љуби го ближниот како себе си, и во тој случај ние треба, тоа го правиме преку вера, и тоа ние не можеме да го, или некој друг да не изфорсира, тоа не може да го направи, тоа треба да доаѓа од самите нас. Како, љуби го твојот ближен како себе си, како би го живееле тоа на работното место? Па правејќи нешто што пред све е добро за другиот. Ама тоа не би значило дека ние треба со затворени очи и со деструктивна наивност да влеземе и само да правиме добро на сите луѓе кои што се околу нас, вклучувајќи ги тие луѓе кои што пример би сакале да ни наштетат и со тоа што би ни наштетиле нам, да и наштетат и на фирмата во која што работат. И тоа што не можеме да го третираме другиот како совршено човечко суштество. Тргнувајќи од себе, јас си го препознавам мојот грев, мојата падната природа, и ако го познавам во себе гревот, тогаш треба да бидам свесен и дека оној другиот со кој што јас општам, живеам, работам, дека и тој ист како мене. Дека и тој има свои искушенија, свои предизвици, свои мани, ама мојата љубов према него би рекол дека не би требало да биде наменски штетна. Ама пак да потенцирам дека тука мора да има мудрост, ради тоа што не би сакал да му наштетам на тој другиот, ама во иста мера, во исто време би требало да бидам свесен дека можда тој другиот сака мене да ми наштети. Так. И тука поиќе би го зел еден германски филозоф Мартин Хајдегер, кој што имаше истајано една своја, не дека е теза, тоа е само обсервација, дека ние сме
живееме во општество кое што е исполнето со поединци кои што не ни мислат баш добро. И сега во таква една тензија и уште поголем предизвик да се живее христијански живот под наводници, ради тоа што да, ја треба да му мислам добро на тој другиот што е наспроти мене, до мене, ама во исто време не треба да бидам до тој степен игнорантен да замижам пред пример намерните штетни активности што тој према мене ги прави. Верата Бог не повикува во слепост. Не повикува во активност, во мудрост, во способно работење, во способна дебата, да речам, со другиот, кај што барем што се однесува до мене, ја да не тргам злонамерно да му наштетам на другиот. Да. И дел, она што го спомнавме и минатиот пат, прави го на другиот, она што сакаш да ти го прават, нели, поврзувањето со златното правило. Да, може да биде, нели, предизвикувачки или искушение, да кажеме, во едно општество каде што гледаме на некој брз начин да се дојде до брзи пари, на некој начин каде што ние гледаме дека некој многу брзо напредува поради тоа што користи врски, ние да останеме верни на своето, да кажеме да, јас верувам дека ова е правилниот етички и морален начин и јас ќе го правам тоа без разлика дали тој напредува, без разлика дали тој многу понапред од мене отишол. Ја верувам дека ова е правилниот начин на кој што треба да се движам и сепак доаѓаме до она што ти е повредно. Дали да направиш некој свесен греф или грешка и свесно да кажеш да, ние сите грешиме, свесно или несвесно сите сме грешни и сите грешиме, но целта и желбата моја е што помалку да грешам, што помалку да правам свесни гревови или свесни грешки, но доколку јас во тој момент одлучам да, ова работа, ако потплатам таму или ако одам на некој начин со врски, јас ќе завршам таа работа побрзо, ќе имам побрз успех и ќе бидам пред конкуренцијата или ќе добијам многу пари, ќе заработам многу пари. Сепак она верата е која што би требало да не спречува да посегнеме по тој пат и да не спречи да тргнеме на тој пат и да кажеме па сега брзо ќе си завршам работа и чао, никому ништо. Нема да се дознае, но и она што го зборевме, карактер и вера е она што го правиме додека никој не гледа, пошто некој не гледа, Господ не гледа, а можеби луѓето нема да го видат она што сме го направиле, но еден ден сето тоа ќе излезе на виделина. Малку би се вратило тој, ајде да кажеме, религиозен муабет. Јас прво гледам. Прво јас гледам и сум свесен што работам. И она што го имам приметено и прочитано е дека тоа наше размислување дека она што го работам е една работа, а она кој што сум јас во својата срш е друга работа, е усвари погрешна, неточна поделба. Дека ти усвари немаш поделба измеѓу тоа кој си внатре и она што го правиш према надвор. Или со други зборови кажано дека она што го правиш према надвор, да речам, према другиот, према општеството, према фирмата во која што работиш, тоа тебе ти влијае. Тоа е како, на пример, да земаш, ево, јас сум од село, сум работел све и свашта. Јас кога ќе треба на времето, кога ќе требаше да растовараме некаков арско ѓубриво по селски кажано гној, после 3-4 сати работа кожата почна да те мириса. Да. Значи, она што јас сум го работел, нешто ми направило и мене. И ајде да речеме со тоа арско ѓубриво, со тој гној е лесно решението, ќе се истушираш и си го решил проблемот. Ама кога свесно правиме погрешни чекори, погрешни работи, тоа душата нас ни е валка. Така. И тогаш душата извалкана, која што ќе се врати од на работно место и ќе дојде во куќа, во домот,
таа извалкана душа ќе влезе во интеракција со брачниот другар, со Така. во мојот случај со жената, со детето, со родителите, со сестра, со брат, со све. И тогаш испаѓаш дека си направил една одстапка која што никој не ја видел, ама ти си ја видел и не само што си свесен за тоа, туку твојата душа го регистрирала тоа, поинаков си. Да. Дека нечесното работење мене ме прави нечесен. И тогаш ја не можам туку така да се исклучам, да го исклучам нечесниот. Јас станувам нечесниот према жената, према детето, према комшиите, према сите. И од таа перспектива, она кое што религиозното живење, а и верничкото живење повикува, значи прави го доброто, прави го она што сакаш другите да ти го прават, е многу добар и корисен начин да си ја заштитиш душата, сопственото јас, да си го заштитиш од грешки кои што можда да те унаказа до тој степен да престанеш да видиш ти. Да. Да, се сложувам. Она што кажа ти ја црни душата и можеби те тера понатаму, ќе те натера да кажеш, па добро, јас ова пројдов така, ќе пробам нешто друго, можеби и ова ќе ми пројде така лесно, можеби и она ќе ми пројде, и влегуваш во она тркало каде што веќе почнуваш да ги правиш оние нечесни или неубави работи. Но и реалноста е таа, ние живееме можеби во тоа општество, обкружени сме со луѓе кои што немаат исти верувања, соработуваме можеби со луѓе, колеги, партнери, соработници, клиенти, добавувачи кои што не ги следат истите или не ги имат истите верувања како нас. Како можеме на тоа искушение, еден млад човек кој што сака да работи етички исправно, кој што сака да биде поштен пред властите, пред сите, како тој предизвик да го надминеме, ми е секој пат едно прашање, како да го едноставно како да се надмине тој предизвик, би рекол, тоа искушение. И не дека само кај нас, тоа насекаде во светот се случува, и драго ми е што јас си гледам и повеќе луѓе и повеќе настани се случуваат во таа сфера, каде што ти си верник, си христијанин, водиш бизнис и обкружување со слични луѓе кои што разговараат на слични теми. Мене тоа барем лично многу ми помогнало да слушнам каде што некој друг ќе каже да, јас водам таков и таков бизнис и се соочувам со тоа, но гордо сум рекол не, нема да го направам тоа и ќе продолжам едноставно да бидам исправен пред Господ на некој начин. Во сметководство, со даноци, секој пат има многу предизвици во таа смисла и едноставно е тешко да се одржи етички и морално исправен, но мојата желба е секој пат да бидам така и да го правам тоа така, бидејќи на долг рок тоа секој пат носи вредност. Нашата фирма постои повеќе од 33-4 години и фала му на Господ издржало во тешки моменти, во неубави, во убави моменти, и верувам дека едно нешто од тоа е онаа исправност, каде што ти си исправен пред Господ, исправен пред државата, пред добавувачи, клиенти, пред сите, и на некој начин се трудиш на тој начин да го водиш својот бизнис и да действуваш на тој начин. Да, тоа добро го кажа за историјата, значи 30 и кусур години на наше тло, без разлика на тоа дали е огромна фирма или мала фирма, тоа е веќе институција. Да. Секоја чест, значи да вие практично преку сте почнале и сте го поминале и преживеале целиот тој процес на транзиција во кој што ми се чини дека уште сме заглавени. Да. Мислам повеќе би почнал да копам по таа ваша историја за тоа како вие сте успеале да преживеете сите тие години, а да не газите преку луѓе. Од друга страна мислам дека значи на прашањето како ние да живееме по-добар, по-еснавски да речам живот, благодарението на сите тие
лектири што ги читавме на времето во средна, мислам дека беше Злосторство и казна од Достоевски, нели читаме таму за Расколников, кој што како млад студент, интелектуално доста активен, ама беден кутриот сиромав, кој што живее во изнајмена соба од некоја жена која што била за никаде. Можеме да го земеме Расколников, како самото име Расколников. Можда странците нема да го разберат, ама ние многу добро го разбираме дека Расколников не е туку така даено тоа име, не е случајно даено. Расколот во Расколников се случува во тој момент кога тој од својата ситуација кај што се нашол во небрано, така кажано, почнува да излегува надвор од воспоставените норми на добро однесување, кај што тој себе си се наметнува како судија врз жената која што му го изнајмува станот и си вика, ако ја убијам, ќе му направам услуга на човештвото, ради тоа што таа, таква како што е, не заслужува да живее. Падот на човекот почнува од мислата. Не од тоа дека тој бил сиромав, туку мислејќи за својата сиромаштија што почнал да размислува на кој начин да си го реши проблемот. Бил во безизлезна ситуација која што не била толку многу нова, ниту за него, ниту за сите околу него, а и за нас, ама тој си размислува дека ако излезам од воспоставените норми на тоа не убивај, што е нели Божја заповед, дека на тој начин јас ќе направам некакво добро, ќе си се решам себе си, ќе ги решам проблемите и на другите. Ама тој пат по кој што тргнува да чекори е многу лизгав пат и се наоѓа себе си кај што паѓа и се лизга и веќе имаш една реакција, друга, трета, четврта и уствари човекот турнал едно мало домино, ама после тие аутками од тој негов од тоа убиство се уствари работи кои што воопшто не помислувал дека ќе се десат. И после гледаме дека тој пати од тоа што не промислил до крај. Пати од ефектите за кои што не размислувал. И многу често нас ни се дешава да направиме некаков и закон да прекршиме, а не да размислиме кои све непредвидливи работи би излегле од тој закон кој да е. Ние во тој случај би се нашли во ситуација кај што активно го критикуваме цело општество, а не сме ни свесни кои све резултати би следеле од таа некоја постапка. Ево, нели имавме еден куп жални случаи низ Скопје кај што се возело пребрзо, не се почитувале сообраќајни правила кои што биле ставени со некаква причина. И сега, да, ти можеш да ги прекршиш тие правила еднаш, два пати, три пати, ама еднаш и доволно е еднаш да се деси да се покажи, да се појави пешак на пешачки. Така. И после она народната олеле мајко што направи ради тоа што се стави себе си во судија на општеството и не размисли кои ќе бидат ауткамите на тоа понашање. И сега каењето е касно. Така. И баш она што го зборевме дека биди промената што сакаш да ја видиш. Јас сум видел многу случаеви каде што ќе го критикува некој државен апарат или нешто, се додека не влезе таму. Кога ќе влезе и кога ќе биде дел од таа агенција, институција или што и да е, више влегуваме во тој калап и си тераме на исти начини. Па јас сум индивидуа, не можам ништо да променам, така си тера се, ќе продолжам јас. Не можеш да тераш поразлично. Јас еднаш кога се сеќавам ми остави впечаток, бев во една институција, во канцеларија, требаше некои документи да подадам и прашав, може ли да седнам тука? И господјата повозрасна беше, вика, па секако ова е ваше, ова не е мое, ова е ваше, државна институција е, вие плаќате даноци, ова е ваше. И ме изненади жената и од тогаш ми остана во впечаток за разлика од многу други институции каде што ќе влезам и немам таков третман, ова ми беше едно баш вау за мене. Да, тоа е навистина. Ти си државен службеник што едноставно му служиш на народот. Јас со мојата работа му служам на
им служам на клиентите, ти со твојата им служиш. Значи тоа е едноставно улогата државен службеник и ова е создадено со наши средства, ова е создадено заеднички, ако заеднички не го чуваме, нема да го одржиме. И ако не го градиме заеднички, нема да го одржиме. И тоа ми беше навистина едно уникатно, интересно искуство и разбирање. И да, веројатно живењето на нашата вера треба да предизвикува различно однесување од толпата. Она имаше една мисла каде што вика правилното е правилно дури ако сите се против неизе, против тоа, или неправилното е неправилно дури и ако сите се за тоа. Едноставно доколку си ја знаеме нашата цел, нашата мисија во животот или она што сакаме да го постигнеме, верата е она која што треба да ни го каже на некој начин тоа и ние да можеме да тераме во таа права насока. Да, тоа е интересна ситуација. Мислам прво што ја спомна таа постарата госпојка која и да е она секоја чест браво, така треба да е. Ради тоа што тоа е државна служба и таа државна службеничка, а не државен службеник, ова е чиновник. Чиновник, така. За жал, повеќето би се поставиле, гледајќи како се понашаат, повеќе се понашаат како чиновници, отколку како служители, како службеници. Мислам дека и тука е нашата лична вера или мојата лична вера ќе се фокусира на тоа што е добро, и во случајов на жената што така постапила секоја чест, да го земеме тоа како пример и да речеме за сите тие кои што се во државна установа, да речеме еве ова е темплейтот по кој што вие сите треба да се однесувате. Значи вие сте во служба на народот и народот преку своите даноци ви ја исплаќа вашата плата. Ако немало народ кој што плаќа даноци, тогаш вие нема од кај да земате пари. Здравиот пристап, мислам, на државните служби би било дека ние не сме против приватниот бизнис или против слободите на народот, туку сме да им овозможиме на сите да живеат слободен живот до оној степен додека нечија слобода не ги гази правата на некој друг. Така да тоа ми е многу интересна и за пофалба поединец. Да, баш ме изненади и мене. Тоа и ми остане до ден денеска во сеќавање како го каже и како има правилен поглед на својата работа и која е должноста и која е незината улога во општеството и во животот, затоа што е поставена таму. Исто како и ние во приватен сектор. Која е мојата должност или служителство што треба да го правам? Ме потсети исто на една ситуација, мислам лани дека беше, тоа е една работни групи кои што UNDP ги организира во Александар Палас и имаше таму представници од еден куп министерства, доста големи работни групи беа. И немам појма како дојдов да бидам поканет таму, како представник, да речем, од приватниот сектор, и додека разговаравме со луѓе кои што се вработени во министерство, слична ситуација ми беше кај што исто госпојка постара жена вика, ние имаме потреба од вашите идеи. И сега ми се обраќаше прво како на помлад човек и после како човек од приватниот бизнис, кај што вика ние имаме реални проблеми кои што треба да ги решаваме, ама не знаеме точно кои се најдобрите решенија. И се подпира практично благодарение на UNDP, кај што беше и приватниот сектор вклучен, ние како граѓани или јас како граѓанин можев да настапам и да дадам некакви предлози. Муабетот тука ми е дека ако се тие државата, тие таму некој, а ние овде сме народот, дека таквото раздвојување измеѓу народ и држава ја прати логиката на религиозност, кај што ние сме една група, тие таму се друга група, меѓутоа идејата на лична вера овдека ми е по-блиска до таа ситуација како јас, како поединец сум поканет, како поединец сум ислушан од други поединци кои што имат некаков проблем, сака да го решат, не знаат на кој начин сами да го решат, така да
ето уште едно раздвојување измеѓу што е вера и што е религија би било ето дека поединецот може да биде и повикан и сослушан дури и од државата. Да. Кај што државата не настапува како противник на народот, тука како одговорна за народот. Да. И еве како што привршуваме, дали имаш некоја идеја кои би биле некои практични чекори да некој кој што не слуша сака да почне да ја практикува својата вера повеќе на работното место или кој би бил прв чекор каде што ќе каже да ја сакам да покажам дека сум верник, дека верувам во Господ, дека сакам да работам поштено и честно и етички. Кој би бил некој чекор или нешто што би можело да го придвижи кон таа насока? Дали имаш некоја идеја, еве ти кога си почнувал во твојата работа, кои биле некои чекори или кога си почнал да размислуваш за сето тоа, кои биле некои чекори? Добро, моите чекори биле мои чекори во 2007-2008 година. Тоа време веќе не постои. И тој контекст на животни ситуации беше само за мене. Така да можам јас да споделувам до така речено до утре са бајле работи кои што јас сум ги направил, што функционира тогаш за мене, што не значи дека ќе функционираат и денеска. Да речам со тој контекст така поставен, конкретни чекори би рекол не можеш баш да практикуваш нешто кое што на теоретско ниво не го познаваш. Така да како прв предизвик на луѓето би ги поканил да купете Библија, почнете да читате. Така. Можда ќе му е тешко да поминат некои почудни книги од типот на Броеви или Второзаконие или Евангелие по Матеј со родословијата. Ама многу лесно би било да се прочитат, например, Евангелието од Лука. Да. Апостол или Лука. Јован. Или Јован, или посланијата на апостол Павле, или да се вратиме назад, нели што го спомнавме, псалмите, книгата на проповедникот што мене ми е најомилена. Толку многу бизнис совети има во изреките Соломонови и книгата Проповедник исто од него. Тоа е навистина едно чудо колку многу се добри тие кои што и денеска во бизнис може да ни послужат многу. Да. Посебно мислам во работа, пример лично за мене, работам со странци. Морам да признам со жалење, значи од Охрид кој што некогаш бил лулка на словенската култура и на словенската духовност, денеска сме, не знам, далеко од тоа што некогаш сме биле. И препознавам во Западот дека има, барем со тие луѓе со кои што јас сум соработувал, дека има по-здрава работна етика, некогаш тој profit-driven mindset ке надвладе некогаш, ама то се повеќе се тоа исклучоци отколку правило. Ама тие луѓе посветиле повеќе внимание, живеат во некоја култура каде што тие практични христијански вредности се некако по на површина. Кај нас, за жал, повеќе се држи на христијанството како на религија, отколку на лична вера. Така да тоа би било, значи, второто. Првото беше читај Библија, второто нека твојата религија стане твоја лична вера, значи да го имаш тој процес на одвратување од религиозен живот и вртење према живот кој што е со лична вера во Бог. Третата работа би била, не знам, слушајте го овој подкаст. Да, тоа е нешто што јас би сакал да ги оставиме слушателите и гледачите со еден како предизвик да размислат една сфера во нивниот живот во која што би сакале повеќе да ја вклучат верата и секако тоа нека биде работата, бидејќи ние поминуваме доста време на работа, секојдневно 1/3 од нашиот живот поминува во работа. И ако тоа е нешто кое што ние го гледаме со мака, 1/3 од нашиот живот ние живееме во мака. Наставно нека биде предизвик да се најде онаа смисла на работењето, на мојот допринос
во работата и она што можам да му го направам добро на другиот или она што можам да помогнам и да служам. Како што кажа она државна службеничка, ние ви служиме на вас народот, да размислам како јас му служам на мојот клиент или доколку работиме за некој друг, како можам да му служам денеска на самиот бизнис со моите вештини. Така да нека биде еден предизвик за размислување. Да, би се согласил и дури малку подалеку би го турнал баш тој пример, кај што 30% од денот ние го поминуваме на работа, ама пола од будното време ние го поминуваме на работа. Така. И сега ако пола од твојот буден живот Така. го поминиш плукајки и колнејки дека тоа мора пак дојде понеделник, леле мајко. Би ги поттикнал слушателите да размислат на тоа што би било ако работата не се гледа како проклетија, туку како привилегија. Така. Супер. Одлично завршено. Одлични точки за размислување. Да, и се надевам дека покрај тоа што слушателите не слушаат, дека може да ќе пишат некој коментар да ги слушнеме и нивните Да, секако страната позади тебе е активна. Мејл, таа страна, мејл, пишете Facebook, Instagram, YouTube, може секаде да се отвори, да останеме во комуникација и да размислуваме повеќе како заедно да создадеме едно општество.